Штипските офталмолози веќе самостојно ќе ја работат новата фако метода. За 3 недели направија 150 операции како дел од обуката од страна на американските офталмолози. Научивме доста многу и верувам дека сме способни понатаму да продолжиме сами во овој вид на операции. Дека е така, потврдуваат и оние кои обуката ја спроведоа. Сите лекари кои ја поминаа обуката ја научија и успешно ја применија новата метода. За мене и моите колеги ова беше едно прекрасно искуство кој ќе го пренесеме во САД. Very pleased with the experience here. It's been a wonderful experience. Everyone has been very gracious and kind and Најзадоволни секако се пациентите. Добро се осеќам после операцијата. Задоволна сум. Немам болка, немам ништо. Се најдобро. Пред колку време сте оперирани? Сега пред нема пола сат. Која е разликата помеѓу обичната и новата фако метода? Работено е со 2,2 милиметра рез кај некои пациенти, кај некои е работено со 2,4 милиметра рез. Ние до пред оваа обука имавме можност само да работиме со 2,8 милиметри рез. Тоа е голем исчекор напред во смисла на побрзо зараснување на око, значи скратување на престојот во самата болница. И што се во ова значи за Штипската болница? Секое знаење кое што може да се имплементира кај нас на некој начин да помогне да нашиот персонал го подигне своето професионално ниво, секој пат ќе биде од корист за нас. Дали тоа ќе биде преку едукација, преку проектите кои што ги испраќаме нашите доктори во странство или доаѓање на доктори, како што е во случајов од Соединетите американски држави, секогаш ќе има голем импакт врз нашето општество и бенефит за болните. Вкупно за еден месец офталмолозите од Америка обучија 6 нивни македонски колеги, 4 од Штип и 2 од Скопје. За спроведување на обуката, Штипското очно одделение доби донација во материјал и опрема од државата вредна 50.000 евра.